Добар ден и добре дојдовте во новата епизода од подкастот на гимназијата Јане Сандански Струмица. Денес ќе зборуваме за највозбудливиот дел од насоката економски техничар, практична настава. Две ученички ќе ги споделат своите искуства и со тоа подетално ќе не запознаат со учењето преку работа. Сега ќе ја дадам збор да се представат. Првен ви благодарам на поканата. Јас сум Радмила Илиева, доаѓам од средното училиште Јане Сандански. Моментално сум трета година средно и запишена сум на струката економски техничар. Добар ден на сите, јас сум Марија Дикова, ученичка во гимназијата Јане Сандански и денеска сум овде да ви споделам искуство од практичната работа. Благодарам што сте овде. Ќе почнеме со едно поедноставно прашање. Што значи учење преку работа и во што истото се разликува од учењето во училница? Учењето преку работа значи дека ученикот учи директно во компанија или работна средина, каде што ги применува своите знаења во пракса. Исто така се разликува од училницата затоа што од училница ние земаме знаења од страна на професори и учебници, додека во праксата гледаме како реално функционираат работите и како реално и преку искуства ние стекнуваме знаења кои ќе ни помогнат и во идните професии, а и исто така и во училиштето. Ајде сега едно прашање за двете. Каде вие ја обавувате вашата пракса? Јас пракса обавам во адвокатска канцеларија и денеска ќе имам можност да ве запознам во областа на правото. Јас моето учење преку работа го обавувам во сметководство и ревизија. Тоа е многу поразлично од мојата соученичка, но исто така ќе ги споделиме и двете искуства. Да, вие имате сосема различни компании. Кои се главните придобивки од ова учење за ученикот? Главните придобивки се што ученикот стекнува практично искуство, учи како функционира работата во едно предпријатие, учи да комуницира со колеги и клиенти, исто така стекнува знаења, исто така има можност да одлучи дали сака идната професија да му биде во таа насока или сака да се насочи на нешто друго. Марија, дали учењето преку работа помага во полесен избор на некоја една професија? Па да, во голема мера ни помага за изборот на едната професија, затоа што имаме шанса да ги гледаме работите од поблиску, имаме шанса да видиме како се одвиваат работите и секако имаме можност да видиме дали се пронаоѓаме во таа професија. Радмила, кои вештини треба да ги поседува ученикот за успешно да се вклопи во учењето преку работа? Секој ученик треба да биде одговорен, точен и сериозен и отворен за нови знаења и учење на нови работи. Треба да има познавање на комуникацијски вештини, на основни компјутерски вештини. Исто така треба да покажува интерес за работата која што ќе му биде дадена од страна на менторот. Се согласувам, сето тоа е многу важно. Што треба да знае компанијата за да биде подготвена да прима ученик за учењето преку работа? Компанијата треба да има определено ментор кој ќе го води ученикот, кој ќе му дава задачи и вештини и упатства како треба да работи, како треба да ги извршува своите задачи, да го научи на многу нови работи кои што не може да се научат во училиштето, а исто така тие работи на ученикот да му служат за применување во училиштето, а и за како што реков веќе за идната професија. Марија, ние ги спомнавме главните придобивки од ова учење за ученикот, но кои се главните придобивки за самата компанија што прима ученик на учење преку работа? Компанијата има придобивки така што прима ученик кој што ќе биде одговорен за задачи, менторот е должен да дава задачи на ученикот, а ученикот негова должност е да ги исполнува, така што ученикот ќе собере знаења, а ќе биде од помош на компанијата. Верувам дека и двете сте многу заинтересирани за вашата практична настава, но дали наставниците се активно вклучени во овој процес или на кој начин тие учествуваат? Да, наставниците се активно вклучени во процесот на практична работа. Тие учествуваат така како во улога на медијатори,
пред се комуницираат со нашите ментори, ни даваат насоки и наша голема подршка, затоа што нели во секое време кога и зашто да ни треба помош, можеме да им се обратиме на нив и секако ќе го решат проблемот доколку се јави. Мислам дека таа поддршка од наставниците е сепак најважна. Сега сакам вие да ми опишете еден ваш ден на учење преку работа. Мојот ден на учење преку работа започнува со доаѓање на работното место, јавување кај менторот. Тој ми објаснува кои задачи треба јас да ги вршам тој ден и ми дава упатства за тие задачи. Како потоа работам на тие задачи и се трудам внимателно да ги извршам. Со цел и јас, а и мојот ментор да биде задоволен од задачите, па на крајот од праксата заедно ги разгледуваме одговорите и завршените задачи и од прилика тоа завршува. Да. Би сакала исто така и мојата другарка да ми Јас лично сум многу одговорна личност и наутро се будам, веднаш се спремам со натрпение, чекам да одам на пракса. Одам на пракса и во адвокатската канцеларија, таму сум со моите ментори и менторки. Таму тие ми даваат задачи, ги извршувам задачите, на крајот на денот пишуваме дневник, кој што нели подоцна го предаваме на нашите ментори во училиштето. Морам да кажам дека е голема предност што вие имате таква пракса. Може ли да споделите пример од практика каде сте научили нешто преку учењето преку работа, што не сте го научиле на часови во училница, поради тоа што јас сум гимназиско и на мене целата настава ми е токму во училницата? Не знам колку знаеш, но во економскиот смер што од прва година се среќаваме со документи како службени поднесоци. И нели во училиштето така ги пишуваме и да знаеш, немаме толку голема одговорност и не се фокусираме толку на нив, не дека не ги работиме. Но јас искрено првиот ден кога дојдов на пракса, прва задача ми беше службени поднесоци и таму имав шанса да пишувам молба и жалба. И сега нели јас имам искуство од училиштето и ги пишувам тие и се чувствував многу, не знам како многу повнимателно, фокусирано, затоа што сега тоа се работи во нели реални ситуации, треба да внимаваме на податоци, на броеви. И секако многу е голем предизвикот и многу голема предност што тоа го имам во училиштето и сега баш тоа знаење го применуваме на праксата. Значи вие во училиштето уште од прва година започнувате да се занимавате со тоа учење како пракса. Да. Со кои проблеми се соочуваат учениците на учење преку работа? Најчесто учениците се соочуваат со недостаток на искуство и на сигурност и тоа представува во голем дел во праксата. Инаку не сме имале некаков проблем. Се тече како што да, тоа е супер. Дали вие сте добиле интересен повик од страна на вашите ментори? Сепак ги споделивте и позитивните нешта, па и некои минимални проблеми со кои се соочуваат сите ученици? Да, нашите ментори, мислам, посебно мојот, многу често ни даваат корисни совети кои се базираат на нивното работно искуство. Можев да ви дадам еден пример. Во текот на зимскиот распуст јас добив многу интересен повик, каде што ми се јави мојата менторка и ми кажа дали сум слободна да дојдам да ја помогнам административно во врска со работата. Искрено тоа за мене беше многу предизвикувачко искуство кое не го очекував, но искрено бев многу радосна и срекна што се надеваат на мене и имаат доверба во мене дека можам да им помогнам. Исто така и јас многу често можам да добијам повик од менторот, затоа што искрено јас сум фокусирана на праксата, ги извршувам задачите, одговорна сум, сега не да се фалам, ама навистина ги извршувам задачите и менторот знае многу често да ми се јави, да ме повика на помош, бидејќи ние посетуваме пракса во среда, се случува некогаш, например, и во понеделник да ми се јават, Марија, можеш ли да дојдеш да ни помогнеш? И секако, доколку со времето сум во можност, одам помагам. Да, одговорноста многу значи и гледат дека сме, нашите ментори, мислам, гледат дека сме одговорни и затоа и рачунат на нас многу почесто, отколку само еден ден од неделата. Многу ми е мило што вие навистина сте посветени на вашата струка. Колку учениците сериозно пристапуваат кон обврската за учење преку работа, бидејќи верувам дека не е секогаш така?
Па поголем дел од учениците пристапуваат сериозно на врската и одат на пракса, но секако дека има и дел што нели им треба повеќе време, мотивација и не ја гледаат праксата сериозно. Но јас сметам дека овде клучна улога има менторот во училиштето и менторот кој што нели е на работното место, затоа што тој е должен тебе да те мотивира, да ти даде чекор, да ти даде совет, насока како да продолжиш. И сметам дека со добар ментор, добри насоки, совети, дека сите ќе бидеме, нели, ако е се така, сите ќе бидеме на пракса сериозно. А ние сме многу благодарни исто така, како што каже мојата соученичка, на нашиот ментор. Стварно имаме прекрасна менторка и затоа ние и така ја доживуваме нашата пракса. Да, како што и вие кажавте, треба вие многу да сте посветени, но исто така е многу важна и таа голема поддршка од вашите ментори и од вашите професори. Им благодарам на Радмила и Марија што не запознаа со практичната настава и ни ја доловија важноста на учењето преку работа. Исто така сакам да заблагодарам и на Радио Марија за големата поддршка. Се гледаме во следната епизода.